Се наоѓаме пред офицерскиот дом во Битола, стартната позиција каде што на 14 јуни овој месец ќе започне третата поред ноќна трка Битола, насловена како Биди своја. Организатор на трката е нашиот соговорник Маја Атанасовска, која што повеќе ќе ни каже околу ова манифестација која што, како што кажав, трет пат поред се одржува во Битола. Маја, пред се добре дојде во нашата емисија. Добро ве најдов, пред се да ви се заблагодарам за поканата, да ги поздравам гледачите, да и голем поздрав до спонзорите кои ја поддржуваат трката, до моите 3 дечиња и фамилијата. Како што кажав, трета година поред, насловот е интересен, Биди своја. Како дојде до создавање на целата оваа приказна за да бидеш своја? Целокупната мотото Биди своја, значи настана од порано живеев јас во некој свет во кој сакав да се вклопам и да бидам доволна за другите. Ама сепак не бев своја, некако ми одеше тешко. А сето тоа го сватив со пријавувањето на потрките, значи низ Македонија, со борбата ја сватив на патеката. И тогаш сваќам дека ако си имам цел во животот, дека мора да се борам за таа цел и за да ја постигнам. Ако ќе ја постигнеш, доаѓаш до успехот. А ако се откажиш, не добиваш ништо. Исто така, истиот начин го применив и во приватниот живот. Дали си имаш досега занимавано со некој спорт? Дали тоа е трчање или сосема поинако нешто? Да, цел живот се занимавам со спорт. Бев ракометарка првен во младинска екипа во Пелистер, потоа се занимавав со кикбокс и сега сум инструктор по хит тренинзи, високоинтензивни, со кратки интервали и лиценциран канго џампинг инструктор. 2 години досега се одржува трката, како си задоволна, колку учесници учествуваат и како е патеката по која што се движи оваа трка? Да, супер сум задоволна. Значи и првата година, и втората, и сега третата година се надевам дека ќе бидеме во уште поголем број. Стартот на трката започнува во 8 часот пред офицерски дом и од улиците се Иво Рибар, Македонска фаланга, Крушевска република и Студенска, и целта на трката е на почетокот исто кај офицерски дом. Кажи ми, која е целта на оваа трка? Како да се мотивираат припадничките на понежниот, односно посилниот пол? Значи, кажувам посилниот затоа што рамо до рамо се напреваруваат со мажи. Така е. Оваа трка не е значи да го освојуваш времето, туку да го освојуваш собствениот ум. И стравот во тебе кој вели дека не можеш, ти напротив да му кажеш дека можеш и да си ги постигнеш замислените цели. Да си ги истрчаш 5 километри, да си се избориш со себе си и да си дојдеш до целта. Среќна, весела, како што треба. Зошто ноќна трка одбравте? Тоа е многу интересно. Кога решив јас да правам трка женска и учествував на трката во Солун, таа е ноќна. Толку многу позитивно ја доживеав со самата светлина во темнината и потоа сватив дека и покрај темното постои светлина. Значи учествуват и на други трки што се организираат низ Македонија? Да. А имаме интересна трка, тоа е полумаратон во Скопје, го истрчав на 6 октомври и бев бремена 2,5 месеци. Исто така и 9 километри истрчав трка во 7 месец бремена во Неготино, траил трката. Виното и љубовта. Дали има награди за оваа трка? Да, имам награди, значи за најбрза битолчанка, за највозрасната категорија 44 до 45 и над 55 години и нормално прво, второ место за фирмите исто така. Си имам повеќе награди, да. Како што кажаме, стартот и целта се тука каде што стоиме, дали тука на платото пред офицерски ќе има некои пропратни други активности кои што се дел од трката? Да, имаме добра забава, добра музика, имаме диџеј, исто така гости ми се од Канго Џампинг Сити инструктори низ Македонија, тие ќе настапат со кратки кореографии, исто со зумба девојките од Битола, од Спортакус ќе ми ги загреваат девојките, учесничките на настанот што се, исто со кратки кореографии, балеринчиња имам исто така кои ќе настапат со нивни кореографии и така да цело време имаме забава, журка, музика и дружба и потоа завршуваме во ресторан каде што ќе се дружиме и понатаму. Значи ноќта е наша, женска. Ви посакувам одлична забава и на трката
и автор трката. И сега за крај само уште да кажеме кој се може да се пријави, кој се може да учествува и како може да го направи тоа. Значи може сите кои се чувствуваат свои, храбри жени, силни жени да учествуваат на трката, значи од најмало до најголема, значи ланската ми беше 78 години, така да значи нема категории на години за пријавување и нормално се пријавува на линкот, а линкот врти по социјалните мрежи. Маја, ти благодарам на двојното време и на разговорот и ти посакувам успешно трето издание на Биди своја. Ви благодарам и на вас за вашето двоено време за мене. И еве уште еден повик до сите припаднички на понежниот пол од цела Македонија. Бидете дел од Биди своја и на 14 јуни дојдете тука пред офицерскиот дом во Битола.